Пишувале дописи, организирале протести, собирале потписи, се обидувале на секаков начин да предизвикаат реакција од институциите, но наишле на молк. Некои институции се прогласиле за ненадлежни, други се одзвале на нивните повици, но утврдиле дека се е по закон. Битката на овие луѓе од средно конјари да докажа дека се уништува водното богатство трае со години. Гневни се на сите досегашни власти кои замижувале на уништувањето на природата. Проблемите кои што им започнале кога во близина на селото била дадена концесија за ископување на песок и чакал и ги пренесоа и на ВД директорката на Државниот инспекторат за животна средина Ана Петровска. И заедно се упатија кон местото кое што е на неколку стотина метри од првите куќи во селото. Овде веќе 10 години се ископува песок и чакал. Високи песочни наноси го оградуваат езерото. А на местото каде што според сведоштвата на селаните некогаш имало дрвја, сега има натрупано камења и кал. Гледа колку имаат песок више горе. Интервенирано и во речното корито, а вегетацијата на брегот е заменета со насип од песок. Не пречека нервозен чувар кој бараше да го напуштиме местото. Што зачепи? Што сум ја рекол до лошо? Голем инцидент за малку беше избегнат. Петровска посочува низа проблеми. Значи тоа се трите проблеми. Едно е интервенциите во речното корито, копањето надвор од концесиското поле, насипувањето на земја, користење на висока класа земјоделско земјиште за експлоатација и третото е што прво не е оградено она кое што е концесиско поле, за да не се знае каде е реално концесиското поле, се копа под нивото на подземните води и се врши потенцијално загадување на подземните води. Се жалат граѓаните дека е паднато нивото и во бунарите. И од тие причини, значи, нив им е загрозено правото на чиста вода, а од друга страна им е загрозено и правото воопшто на пристап до вода. Фактички, се ова тука е на некој начин влегување во аквиферот на реката Пчиња, што е, како да кажам, не ми е јасно како тоа може да се дозволи. Водостопанскиот инспектор утврдил дека концесијата е издадена спротивно на Законот за води, односно дека концесијата е издадена на 50 метри од линијата на брегот на реката, а не 50 метри од највисоката кота на водостојот. Но Министерството за економија сметало дека не може да направи корекција на концесиските граници поради финансиските импликации. За жителите на Средно Конјари решението не е во корекција на границите, туку во одземање на концесијата, бидејќи штетите што ги трпат се огромни. Порано, ако 4 тоне од хектар наоѓавме жито, имам доприноси од 1 хектар, сега нема 1 тон и по. Тутун сега тука не може да успее. Бавчи, све живо е уништено, мисли, влага избегана, почва, вода е паднат ниво на вода и сега немат влага и не може. Луцерки ги косеме 7 пати, сега не можеме 2 пати. Економски сме уништени овде. Ради оваа концесија. И тоа до сега институциите доаѓаат на лице место. Сите што дошле, верувајте, сите што дошле, можам и наименично да ги кажам, дошле и кажале, ова е криминал што се случува, дека мораат затвор некој да иде. А што му отидат од тука? Све е по закон. Све е по закон. Добиваме одговори, вика све е законски. Ако е ова законски, ги повикувам надлежните, министерот за економија, ги повикувам нивните председатели, председател на ДУИ, Али Ахмети, председател на влада Зоран Заев, да дојдат на лице место да видат дека овие жители се борат за опстанок на овој предел. Се бориме да сочуваме нешто што треба државата да го чува. Богатството на Република Северна Македонија. Концесијата била издадена пред локалните избори во 2009-та и има важност до 2041 година. Уште тогаш жителите предупредувале дека може да се предизвика уништување на природата. Испраќале писма до владата, до Министерството за економија, за земјоделство, за животна средина, до Народниот правобранител, до Државното правобранителство. Ситуацијата низ годините се влошувала и се оствариле нивните стравувања, а концесионерот, како што тврдат, почнал да копа и надвор од концесиското поле. Тогаш одлучиле да ги вклучат и жителите од останатите села по реката Пчиња и минатата година преку петиција побарале од владата да се поништи дозволата за ископ на песок и чакал. Оваа година револтот кулминирал и организирале протести.
Проблемот со неконтролираното ископување на песок и чакал не е само во Конјари, туку е закана за водните ресурси во цела држава. Се наоѓаат начини како да се заобиколи законот и да се профитира на штета на природата. Утврдено е дека на повеќе локации во земјата се врши регулација на речно корито, на начин што всушност се врши регулација на подрачја кои што не се критични точки и каде што навистина реките плават, туку се врши на некој начин регулација се со цел за да неконтролирано се експлоатира песок и чакал од речно корито. Кога имаме издадено концесија, се пропишуваат количините на ископан материјал и тоа може да се следи, а кога се врши регулација на речно корито, се работи проектна документација, се прават геодетски елаборати и само се утврдува дали вертикалната проекција, значи подрачјето, зоните кои што биле наменети да се врши копање на песок и чакал, а се со цел регулација на реката е испочитувано. До сега не е одземана ниту една дозвола за регулација на речното корито, иако Државниот инспекторат за животна средина уште пред 3 месеци го побарал тоа од Министерството за животна средина. Преку ископи на минерални сировини, изградба на мали хидроцентрали, водата полека исчезнува. Бенефитот од нив е голем за малкумина, но на штета на јавното добро, водниот екосистем и природното богатство. Thank you.